И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај Таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на InTouch, одење по вера. Насловот на оваа порака е одење по вера. Ако ве прашам, дали одите по вера или по гледање? Како ќе одговорите на тоа? Дали одите според волјата, цел и план на Бог за вашиот живот или само одите, верувајќи и надевајќи се дека работите ќе се променат? Бог сака да чекориме, верувајќи му за секоја поединечна работа. Авраам, например, од сите луѓе во Библијата, само втор после Исус, сигурно е еден од најважните луѓе во Библијата. Бидејќи има 14 глави од писмото за овој човек Авраам, само за него. Кога ќе погледнете во Божиот збор и почнете да гледате во сите тие глави и во сите тие работи што тој ги направил, помислете на фактот дека тој е татко на еврејската нација. Така, тој е многу важен карактер во писмото. Тој дошол од паганско општество. Кога ќе помислите од каде дошол и што направил, си мислите, па има надеж и за мене. Има надеж. Бидејќи тој не само што дојде од паганско општество, но тој веројатно обожаваше идоли. Некој вели, па зошто Бог избрал некој таков? Бог прави избори, основани на неговата мудрост, но не на тоа како ние ги гледаме работите. Бог го достигнал, го зборувал, и ако свртете во глава 12 од Битие, слушајте што вели. Сега Господ му рече на Аврам: излези од твојата земја, од твоите роднини, од куќата на твојот татко во земјата, која јас ке ти ја покажам, и јас ке те направам голема нација, јас ке те благословам, ќе го направам големо твоето име. Така, ти ќе бидеш благослов, јас ќе ги благословам оние што те благословуваат, а оние кои те проколнуваат, јас ќе ги проколнам. И во тебе сите семејства на земјата ќе бидат благословени. Замислете да го слушнете тоа од Бог додека ги обожавате идолите. Бог се објавил себе си на Авраам на многу специјален начин. Кога ќе видите што му рекол Бог, каква желба имал за него, Бог барал од него да ја напушти својата земја. Кога ќе помислам што направил Бог во животот на Аврам, тој сака сето тоа да го направи во сите наши животи до некој степен. Се што Бог посакува е да јас и ти одиме по вера. Ние или одиме по вера, или по гледање. Повеќето луѓе сакаат да видат за да поверуваат. Така, првото барање да се оди по вера е да бидеш спремен да го слушаш Бог. Ако не го слушаш, ти нема да го следиш. Еве што точно се случи на Аврам. Тој го слушаше Бог. Замислете дека Бог не зборуваше навидум на никого во сите тие стотици години, освен на Ное. И потоа тој зборува на Аврам и вели дека ќе го направи голема нација. Бог избра да зборува на Аврам и Аврам го слушаше него. Ако јас и ти сакаме да одиме по вера, верувајќи на Бог, првата работа која треба да ја научиме е да го слушаме Бог. Ако јас не го слушам него, ќе си одам по свое, ќе си правам сопствени избори, мои одлуки. И фактот од донесување на одлуки честопати ќе бидат погрешни одлуки. Така, сите ние кои се нарекуваме себе си христијани и велиме дека го следиме Исус, прашањето е дали научи да го слушаш него. Кога стануваш наутро, која е првата работа на која мислиш? Дали ти го планираш денот или денот веќе е испланиран? Дали застануваш да го слушаш него? Господе, зборувај на моето срце денес. Што имаш на ум за денес? Кој е твојот план? Јас го имам овој план, бидејќи работам на одредено место.
Но Боже, што е Твојот план? Слушањето на Бог е една од најважните лекции кои ние ги учиме како следбеници на Исус. Сушност, ако ти не научиш да го слушаш Бог, ти нема да го следиш Него. Ако не научиш да го слушаш Него, ти донесуваш погрешни одлуки, катастрофални одлуки, болни одлуки. Бог има волја, цел и план за сите наши животи. И тој е спремен да ни зборува на нас денес, како што направи во деновите на Авраам. Некој вели, но тоа е пред 1000 години. Но сетете се што рекол Исус. Тој рече дека ќе го испрати Светиот Дух, кој ќе биде во нас, со нас и над нас. И Светиот Дух ќе ни зборува нам денес, како што Бог зборуваше директно на Авраам пред многу години. Така ние немаме извинување за да не го слушаме Бог, бидејќи тој зборува и денес, како што зборуваше и тогаш. Тој ни зборува нам однатре, бидејќи Светиот Дух е дар од Бог за да ни даде правец и водство во животот. Бог секогаш има нешто да каже на неговите деца. Слушањето на Него е првата од сите активности кои треба да ги земеме во обзир. Јас сакам да бидам тиво и да кажам, Господе, што имаш ти да ми кажеш на мене? Точно тоа го направи Авраам. Тој го слушаше Бог. Слушаше што рече тој во глава 12 од Битие, почнувајќи во стих 1. Сега Господ му рече на Авраам, подоцна му го смени името, излези од твојата земја, од твоите роднини и од куќата на твојот татко во земјата, која јас ќе ти ја покажам. Јас ќе те направам голема нација, јас ќе те благословам, јас ќе го направам големо твоето име и ти ќе бидеш благослов. Јас ќе ги благословувам оние кои те благословуваат и ќе ги проколнам оние кои те проколнуваат. И во тебе сите семејства на земјата ќе бидат благословени. Како е можно тој да верува во тоа? Како дошол од местото каде се обожавале идоли, Бог видел во него можност да го употреби на начин што ќе го смени целиот свет. Тој го слушаше Бог. Ако не го слушаше, тој немаше да оди никаде. Сега, внимавајте, кога Бог вели дека тој ќе направи нешто, тој ќе го направи тоа. Тој не рече, ако ова, она или друго. Тој рече, јас ќе ги направам сите овие работи. Па, навистина, ти треба да се запрашаш дали Авраам веруваше во она што го рече Бог. Причината што јас знам дека тој веруваше е затоа што писмото вели. Така, Авраам отиде како што Господ му зборуваше. И Лот отиде со него. Сега Авраам беше 75 години кога се одели од Харан. Слушањето на Бог со уши на покорност е апсолутно важно за живење на побожен живот. Ако ти не го слушаш Него, ќе пропуштиш. Кога доаѓаме до живење на побожен живот, чекор број 1 е да го слушнеш Него, а Аврам го слушаше Него. Вториот чекор е дека тој веруваше во Бог. Бидејќи Бог му кажа работи кои беа апсолутно смешни, што се однесува до човекот. Дали мислиш да станам и да го напуштам моето семејство? Јас сум 75 години, да го напуштам семејството, сите други, и да се упатам во некоја насока која ти, Боже, ќе ми ја покажеш како што ќе одам. Ако Аврам не му верувал на Бог, тој ќе останал таму каде што бил. Тој можел да рече, знаеш што, јас може би сонувам, да ме направи голема нација, да ми даде големо име. Боже, ти ќе го проколнеш оние кои ме колнат. Господе, нема шанс. Тој го слушал Бог и му верувал. Ајде да ве прашам, дали Бог некогаш ви рекол нешто силно, многу јасно, за кое сте се сомневале во вашиот ум, дека можеби Бог ви рекол? Што би требало Бог да ви каже денес за да ве убеди да направите нешто за кое никогаш не сте мислеле да го направите? Бидејќи, кога јас и ти ги предадеме нашите животи на Господ, ние треба да се отвориме себе си на она што Бог треба да го каже. Можам да се сетам на неколку пати во мојот живот, кога се молев и Господ ќе ми кажеше нешто. Јас велев, нема начин тоа да биде точно. Боже, што друго? Еве што направи Бог. Тој те замолкнува, се додека не си спремен да слушнеш до последната работа што тој ја зборува. Бог не вели, па јас ќе направам втора, трета, четврта и пета работа. Кога јас не сум одлучил да бидам покорен на првата работа. Мислам дека честопати кога работите не одат во нашиот живот, Бог не замолкнува бидејќи ние не сме се согласиле со последната работа што тој се обидел да ја каже. Така, Аврам отиде како што Господ му зборуваше.
веруваше. Внимавајте, ќе дојдеме пак до ова. И Лот отиде до него. Сега Аврам беше 75 години. Ја зел неговата жена и Лот и така натаму. Затоа, запрашајте се, дали доволно му веруваш на Бог, дека кога тој ќе побара од тебе нешто, наместо да се расправаш, ќе го направиш ли тоа? Јас ќе ви кажам како можете да го измерите вашиот духовен раст. Колку време ви одзема откако Бог ќе ви каже да направите нешто, до времето да го направите тоа. Тоа е прилично добра оценка за тоа колку ти си посветен. Мислам дека една од причините што луѓето ја пропуштаат Божјата волја е дека тие не се спремни да го направат првиот чекор. Бог ќе каже нешто и Бог ќе им зборува, да речеме, на луѓето. И слушам како луѓето ми го зборуваат ова постојано. Па Бог не ми зборува на мене. Да, тој ти зборува. Ти можеби не слушаш, но тој ти зборува. Бог нема миленици. Тој не љуби сите нас. Но понекогаш тој ќе побара од нас нешто што нема смисла, како и да е. Ако јас сакам да го следам Господ, треба да бидам спремен да го слушам Него и да бидам спремен да верувам во Него и кога не го разбирам тоа. Затоа поставете си го прашањето. Дали Бог некогаш ви зборувал за нешто што не сте го разбирале, што не сте сакале да го направите, но длабоко во вашето срце сте знаеле дека треба да го направите? Или дали се осврнувате назад и си мислите, знам дека Бог ми зборуваше таму, но јас едноставно не можев да го направам тоа. Еве што забележав јас. Дури ако веруваш во Бог и направиш грешка, ако искрено направиш грешка, Бог ги има најпрекрасните начини да ја исправи таа грешка. Тој го познава твоето срце. Тој знае дека ти си спремен да го направиш она што тој го бара од тебе. И Бог знае подобро од нас дека некои работи што тој ги бара од нас се многу тешки. Но прашањето е, дали ти слушаш? И второ, дали веруваш дека било што тој ќе ти каже да направиш, дека треба да го направиш? Па, слушајте што се случило. Аврам отиде како што Господ го зборуваше. Лот отиде со него. Сега Аврам беше 75 години кога излезе. Тој можеше да каже, па Боже, ако ти ми го кажеш ова кога имав 40 години, ќе го направам. Но еве ме, спремен да се пензионирам, ти ми велиш да го земам моето семејство и да се преселам. Но Аврам ја зеде Сара, неговата жена, Лот, неговиот внук, и сиот нивен имот кој го имаа собрано, и луѓето кои ги придобија во Харан, па излегоа за да отидат во земјата хананска. И тие требаше да патуваат дел од времето во пустинската област. Така, Бог не им даде лесен пат. Аврам го слушаше Бог. Бог рече, еве што сакам да направиш. И тој го направи она што Бог му го кажа и ја зеде целата негова фамилија. Аврам ја измина целата таа земја во должина дури до Сихем, до високиот Даб Мамре. Сега хананејците беа во земјата. Така Бог му кажа да оди на непријателска територија. Тој го направи тоа што Бог го кажа. Работата е дали јас сум достапен да го слушам Бог, дали јас сум достапен да верувам во Него кога не разбирам што или зошто, кога или како. Бидејќи кога ти не веруваш во Него, ти го прашуваш, зошто ти бараш да го направам ова, Господи? Кога тоа ќе делува? Како јас, со други зборови, ние имаме многу прашања. Ние треба да живееме таков живот, што кога Бог зборува, нашиот одговор да не биде можеби. Ќе размислам за тоа. Веројатно, не јас, да, Господи, бидејќи ако јас верувам во Него, јас ќе верувам во Него за секогаш да ми даде правец кој е точен и вистински за она што тој сака да го направи. Така, јас треба да верувам во Бог. Јас мислам, кога ќе погледам што рекол Бог на Аврам и што му рекол да направи, тоа би било многу тешка задача. Собери си го целиот имот, сите луѓе кои работеле со него. Тој напредувал досега и се упатил до некој степен во пустината со сите негови работи. Сега, знаете, ние зборуваме за работи. Тој навистина имал многу работи, но тој го слушал Бог, верувал во Бог и што направи? Тој се спакувал. Ако чекал да се спакува, ѓаволот ќе направил хаос со него. Но Бог му зборувал. Тој знаел дека Бог му зборува. Тој бил убеден во тоа дека Бог рекол, еве што сакам да направиш. И тој тргнал, тој се покорил на Бог. Затоа, ајде да ве прашам. Кога во твојот живот Бог ти кажал да направиш нешто што не ти се допаѓало, не било во твоите планови, изгледало скапо или како катастрофа во твојот живот, или нешто што не си сакал да го направиш. Кога Бог побарал да направиш нешто, кое било многу тешко за тебе за да кажеш да. Ако го слушнеш Бог, ако веруваш во Него, ти ќе му се покориш.
Ти си таму каде што си, јас сум таму каде што сум како резултат на покорност или непокорност. Тоа е одлуката која ние ја донесуваме. Слушајте го ова. Ние ги донесуваме тие одлуки секој ден. Секој ден ние се соочуваме со ситуации и околности во животот кои бараат да ја донесеме правилната одлука. Тоа бара ние да бидеме покорни на Бог, бара да го слушаме Бог. Ниту еден момент, ниту еден ден во нашиот живот, дали треба да го живееме животот, да се затвориме себе си, не слушајќи го Бог, само провејќи си ги нашите природни работи. Бог има волја, цел и план за твојот живот каде и да си. Прашањето е, дали ти чекориш во покорност кон Него? Велиш, па порано, тоа не е прашање. Можеш ли денес да кажеш, јас сум покорен на Бог најдобро колку што го познавам моето срце денес? Јас го слушам Него. Јас се обидев да бидам покорен на Него. Таму каде што сум сега е резултат на тоа што сум покорен на Бог. Тоа е начинот на живот кој тој сака ние да го живееме. И така, повеќето од луѓето не мислат дека Бог има волја за нивниот живот, има цел за нивниот живот. Не мислат на ниту едно од тоа. Тие само мислат каде да најдат работа, колку пари ќе спечелат, кои се нивните планови, каде сакаат да го поминат одморот, што можат да имаат и колку од ова, она и нешто друго. Тоа не е Божјата волја. Божјата волја е, Господе, што сакаш ти денес за мојот живот? Бог е спремен да те зборува секој ден од твојот живот ако си ти спремен да го прашаш Него. Бидејќи, слушајте, Бог знае дека јас и ти не знаеме што да правиме одделени од Него. Погледнете во општеството во кој живееме. Тоа е многу несигурно. Така, луѓето си прават секакви планови, планираат за утре. Планот број 1 е, јас ќе бидам покорен, ќе го слушам Бог и ќе се покорам на Него без разлика на било што. Тоа е апсолутен избор кој никогаш не пропаѓа. Тоа е мудар избор, но јас треба да го донесам тој избор. Така, Аврам се покори на Бог, го слушаше Него. Интересно е што се случило. Писмото вели дека тој го направил точно тоа што Бог му рекол да го направи. Господ се појави на Аврам и рече, на твоите потомци, јас ќе ја дадам оваа земја. Така тој изгради олтар, таму на Господа, кој се појави на него. Потоа продолжи од таму кон планината, источно од Ветил, го распна шаторот и таму изгради олтар на Господ и повика кон името на Господа. Сега, кој е четвртиот чекор? Не само да се слуша Господ, да се верува во Него и да се покориме на Него, но што друго? Тоа е да се обожава Бог. Многу важно е да јас останам во контакт со Бог, да го слушам Него, да го обожавам Него, значи дека јас живеам живот кој е покорен на Неговата волја, посветен на Него. Не разбирам се, но јас сум посветен на Него. И така, Аврам го направи тоа што беше мудро. Бог го водеше него многу далеко. Бог го заштити на тоа патување. Ги имаше сите тие работи со него. И што направи тој? Кога дојде до одредена точка, тој знаеше дека тоа беше време да се обожава Бог. И кога изгради еден олтар да го обожава Бог, еве што направи. Аврам не само што зборуваше на таткото и го слушаше него, тој стави залог во таа земја. Боже, ти ме доведе толку далеко. Јас те слушав тебе, ти го одржа својот збор. Јас ставам колец овде. И таа земја секако стана израелска земја. Затоа запрашајте се, како што најдобро го знаете вашето срце, дали ја живееш Божјата волја за твојот живот? Може би мислиш, па можем да направам некои поразлични избори во минатото. Помисли на ова. Аврам, на мене ми е мило што ова е во Библијата. Тој донесе некои погрешни избори, но Бог не престанува да го благословува. Тој не го избори настрана. Слушајте, пред Бог дури да создаде нешто во овој живот, тој знаеше дека неговите најдобри деца ќе направат грешки. Тие ќе грешат против него. Тие ќе бидат непокорни кон него. Бидејќи живејќи во светот во кој јас и ти живееме, ние правиме грешки. Има време на слабост, има време на неуспех. Бог простува и тој продолжува да не движи. Авраам го направил истото, но тој почнал каде што Бог почнал со него. Слушајќи го Бог. Така, тоа е една работа што сите ние можеме да ја направиме секој ден. Да го слушаме Бог, да веруваме во она што тој го вели.
да бидеме покорни на она што тој го вели и потоа да му благодариме дека сме биле во неговата волја за тој ден. Еден ден, сладок Исус. Тоа ние го пееме, еден ден, сладок Исус. Ден по ден, ние ги живееме нашите животи. Не само ден во тоа време, но еден час во даден момент, многу често. Понекогаш планираш еден ден и Бог го свртува тоа во друга ситуација што ти не би можел да ја предвидиш. Тоа е Бог кој ни дава правец и водство. Затоа, нашето обожавање е за Него, нашата покорност на Него, слушањето на Него, одењето по Неговата волја и Неговиот пат. Тоа е Неговиот план за нас. Внимавајте, Неговиот план за Аврам, кој дојде од идолопоклоничка фамилија, Божиот план за него беше апсолутно прекрасен, но тој требаше да умре во Харан ако не го направеше она што Бог му кажа да го направи. Така, прашањето е, дали ти слушаш, дали веруваш во Него? Дали се покоруваш на Него? И дали го обожаваш Бог со благодарност и продолжуваш да слушаш, да му веруваш, да му се покоруваш на Него? Тоа е пораката што Авраам ја имаше. Тоа е пораката што Бог ја има за секој од нас, секој поединечен ден. А ниту еден од нас може да каже, јас не го можам тоа. Да, ти можеш. Живот со недоброто е живот кога го слушаш Бог. Веруваш во Бог, се покоруваш на Бог и благодариш на Бог. Тоа е живот со најдоброто. И секој еден од нас може да го направи тоа. Амин. Татко, ние ти благодариме што ни го даде овој единствен пример за Авраам. Ти благодарам што ти му зборуваше на него на толку прекрасен начин, што тој ја следеше твојата волја на негов начин. Ние гледаме дека целиот свет беше под влијаен преку него. Ние не бараме да влијаеме на целиот свет. Ние те молиме да бидеме покорни на тебе. Ние веруваме дека Светиот Дух ќе ни зборува јасно и се покоруваме себе си на твојата волја и на твојот пат. Она што ти го сакаш и ние го сакаме. Што е твојата волја, тоа е и нашата. Дај ни водство и правец за да секој ден е добро поминат ден. Добро инвестиран, бидејќи ние одиме по стапките на нашиот Господ. Ние одиме според твојата волја и твојот пат. Боже, ти знаеш дека некој седи овде ова утро, кој никогаш не поверувал во тебе како свој спасител. Сето ова им звучи како бесмислено. Како можеш да веруваш во Бог кој никогаш не си го видел? Помогни им да видат ако ти едноставно се спремни да се молат на тебе. Ти ќе слушнеш и ти ќе им се покажеш себе си да те познаат на таков начин, што нема да се прашуваат дали си ги слушнал нивните молитви. Нивните молитви да почнат со тоа што ќе бараат ти да им простиш за нивните гревови. Грев на неверување, тоа што те игнорирале тебе, предавајќи се на тебе со доверба, едноставна доверба, а потоа гледајќи те како работиш во нивниот живот. Јас се молам да твојот дух зборува гласно и јасно дека слушањето е многу важно, верувањето е многу важно, покорувањето е многу важно и дека обожавањето и прославувањето на тебе е многу важно. Ние те љубиме и те славиме тебе, татко, затоа што не љубиш нас. Ти благодариме што ни го даде овој единствен пример на Аврам. Нека биде втиснат во нивниот ум и срце. Нека тоа биде дел од нашиот животен стил. Во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. Современите GPS системи го олеснуваат патувањето отколку што беше пред неколку години. Само внесете адресата, следете ги упатствата и најчесто ќе стигнете до вашата дестинација без многу проблеми. Но што ако не знаете каде одите? Како би знаеле каде да свртите или кога сте стигнале? Тоа е ситуацијата во која се нашол Аврам уште во Битие, поглавје 12, кога Бог го повикал да го напушти својот дом во Месопотамија. Евреите 11:8 ни кажува дека Аврам послушал и тргнал кон местото што требало да го добие како наследство. И тргнал
не знаејќи каде оди. Лесно е да се потцените жината на оваа одлука, бидејќи повеќето од нас знаат малку за времето во кое живеел Авраам и земјата каде што живеел пред средбата со Господ. Светото писмо ни кажува дека тој живеел во Ур Халдејски. Наместо да биде лесна група номадски народ, како што можеме да замислиме, Ур бил просперитетна цивилизација. Откритијата од 1920-тите и 30-тите години од страна на археологот Леонард Вули донесоа илјадници артефакти кои ни даваат увид во оваа огромна област со население од 60 до 250.000 жители. Домовите имале кујни и водовод во затворен простор. Текстилната индустрија напредуваше, а волната и ленената ткајнина се извезуваа во далечни места. Уметноста и културата цвета, што е откриено од илјадниците остатоци од уметност, грнчарија, инструменти, накит и други украси. Медицинскиот напредок беше врвен за тоа време, па дури имаше и рана форма на аспирин. Но и покрај сите овие достигнувања што би го направиле Ур луксузен и удобен, тоа беше град исполнет со паганство и духовна темнина. Централно место во неговата култура, физички и религиозно, имал огромниот храм изграден за неговото главно божество, паганскиот бог на месечината Нана. Обожувањето таму го извршувале свештеници и робови во храмот и било исполнето и со изопаченост од секаков вид, што вклучувало дури и човечко жртвување. Ја открива потребата од Божјите упатства до Авраам да остави се што му е познато зад себе. И што е поважно, тој носи модерна лекција за верниците денес прецизно да го слушаат и следат гласот на Бог. Доктор Стенли објаснува. Повикот на верата е честопати повик да се направи чекор во непознатото. Слушајте, непознатото за мене, да, непознато за оние околу мене. Да, непознато за Бог? Не. Бог никогаш не побарал од тебе и мене да направиме чекор во нешто што е непознато за него. И во што и да ве повика да исчекорите, тој ќе се погрижи да ве однесе таму. Каква и да е ситуацијата, какви и да се барањата, каква и да е заповедта, Бог ќе се погрижи да ве однесе таму. Целата небесна сила е зад Бог, за да се погрижи да ве однесе таму, каде што ве повикал да одите. Вашиот одговор и мојот одговор е да му верувате. Интач, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата Интач и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.